Господин Филев, вашето семејство го произведува охридскиот бисер со години. Може ли да ни кажете нешто повеќе за самиот процес пред се за настанување на бисерот, бидејќи знаме дека овој град е познат токму по ова парче накид по кое што сите жени сакаат да го имаат? Така, Охрид, град музеј, изобилува со многу културно-историски споменици, па така и мене ми е чест задоволство да ви го представам нашиот еден културен елемент, охридскиот бисер, кој представува едно супер дело за секој турист и приказна која едноставно ја збогатува туристичката понуда и културата на Република Македонија. Значи, охридскиот бисер во семејството Филеви е веќе скоро 100 години како традиција, се изработува серачно и затоа ние се едноставно разликуваме од сите бисери со технолошките нормално материјали кои се употребуваат, кои многу институции ни светот ги докажале нашите квалитети, а тоа е срцевината на школката, се земја внатрешноста, од тој дел ги правиме различните форми и големини. Потоа се прави емулзијата која е патент формула, сертифициран метод, кој се зема од рибата плашица, значи Тезерото исто ја дава оваа тајна, преку рибата крлушките ги земаме и извојуваме тие посебни екстракти, односно може да се направи од било која риба или само од одреден вид? Теоретски, односно по формула, може од секоја риба, но плашицата ги има истите својства на оние минерали кои се излачуваат во школката, во внатрешноста на тие, би рекол, школкини екстракти, и затоа припаѓа на оригиналните бисери во светската номенклатура. Се премачкуваат перлите со таа емулзија од надвор, значи надворешно во неколку слоеви, тоа е во милиметри изразено, ако е 7 милиметри оди 7 пати. Ова занаед се прави како сите други работи во животот и професии со огромна љубов, огромна посветеност, така да јас овој товар одлучив како четврта генерација да го преземам и нормално да ја продолжам таа долга традиција и во иновациите, креациите на многу модели, на многу проекти, со кои на туристите и на целокупната култура му возложуваме многу интересни содржини. Кажете ни од каде добивате инспирација за сите овие парчиња? Дали може би гледате и пратите светски трендови или сепак се работи се е само инспирација? Покрај инспирацијата која ја црпам како и одговорноста на овој занает и традиција, секако ние одиме и со модерни креации, ги пратиме и новите светски модерни трендови, примаме сугестии од сите наши клиенти, муштери, а нормално и не ја занемаруваме традицијата на класиката на модели кои моите предци ги правеле, значи како мојот дедо Михајло, мојот татко Никола, и тоа е за мене предизвик, инспирација да продолжам што подобро и подобро да изработувам и задоволството на моите клиенти да биде огромно. Рековте дека вие сте четврта генерација, дали ќе продолжи, дали ќе остане ова во рамките на семејството и понатаму, дали ќе има и пета генерација која ќе го наследи? Со Господ напред, ќе има и петта генерација, го чекам и јас еден ден тој момент да го пренесам тој товар на моето поколение, пошто и јас кога го преземав тој товар, нормално секоја тајна е со своја заклетва. Мојата покојна баба, која го научи занајтот, ми рече: сега едноставно молчи како риба, работи како мравка, помага и прави се она што е потребно низ животните етапи. Забележавме во оваа продавница дека има музеј на охридски бисер. Кажете ни дали тие славни личности на вистина дошле во овие продавници, дали купиле на вистина од бисерите на Филеви? Точно така, охридскиот бисер веќе е познат на сите меридијани преку тие еминентни луѓе кои ги посетиле нашите дуќани, односно во првото време кога мојот прадедо започнува исто така во период кога Македонија била дел од Српското кралство, тогаш прва наша еминентна гостинка била Марија Караџорџеви, српската принцеза, па потоа во времето на Југославија преку протоколите на Јосип Броз Тито. Мојата баба лично ги носеше тие производи за холандската, данската, шведската кралица и многу еминентни други ликови. А во моје време, јас веќе со моите 17 работни години професионално како изработувач на охридскиот бисер, многу поминале бизнисмени, пеачи, глумци и нормално нашите секако драги граѓани на Република Македонија кои со самото купување на нашиот производ го рекламираат и го направија еден официјален бренд на Република Македонија. Пред малку слушнав како зборувате дека можете да го препознаете бисерот кој е изработен од вашето семејство. Дали навистина толку се разликуваат бисерите во изработката и како, односно по што ги разликуваат? Точно. Сега во ова време кога
стварно толку копии се појавија на пазарот тука, мислам, низ чаршијата во Охрид, многу е лесно и евидентно да се познаат бисерите на Филиеви и Талеви. Ние го имаме охридски бисер оригинален од семејството Филиеви и Талеви, кои не обрзуваат само на традиција, на изработување по сите тие традиционални норми и секако сертификатот кој го даваме, кој е со легитимен код на македонските институции и на интернационалните институции кои го признаат. Има ли бисер друго место во светот кој може да му парира на охридскиот? Точно така, јас можам да кажам со пофални зборови дека на прво место секако е школкиниот бисер од Јапонија, Тахити, Малезија, а нашиот бисер исто со гордост можам да речам дека се рамо до рамо, или на второ место ние сепак користиме две природни материи за да направиме со помош на човекот и патент формула бисер, а природата си го лачи, односно си го прави природно во школката и затоа ние сме на второто место по квалитет и оригиналност во светот.